Јас и мојот колега сакаме да ви се заблагодариме и да ве хвалиме за вашиот перформанс. Хвала! Виждам кој се ступи. Хвала! Да ви гопнам од глава. Хвала! Пак да ти гопнам од глава. Добро. Кажи се. Бидејќи сега бевте добри македончиња, јас и мојот колега ќе ви дадеме шанса да одберете на кој начин сакате да го завршите овој дел. Кој требаше да ве однесе како илегалци печалбари во Европа! Во Европа! Во Европа! Седи! Стани! Не се видите дека ние, македонците, не сме печалбари? Дека сме невини! Добро, стој! Стој тогаш! Не пуцайте! Ќе те пукај. Не пуцайте! Ќе те пукај. Не, стојте, не пуцайте! Дозволете. Не бре! Бошко, не! Не! Дозволете, стој! За последен пut да го изведемо нашу најомилену композиција. Кој го изведемо последни пут на крајот наши наступи. Ерон се ги помина свите граници. Значи Бошко, тишина! Јас сак имам чест и задоволство да го поканам нашу солистку, господју Петровску. Не, дој мамо! И да се збогуваме с ними за последен пut со нас. Наша најомилена композиција, ајде терај. Ајде, терај. Сете, сакате добро. О, Боже. Збогу, мајко, јас отидов, дојде денот да заминам. Разделба ми срце мачи и пак ме тера да пея. Разделба ми срце мачи и пак ме тера да пея. Кој е се онаква? Овој пат и мене ме расплакав. Ама беше бе. Вие сте на вистина прекрасни македончиња. Добар народ сте. Моќен, мачен, но издржлив. Вие сте како троскот на трева. Ама ти, колку сакаш корнија, кошкаја, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе оживее. Ништо не ја ништи таа трева. Ископав дупка покрај другите гробчиња и ја закопав. Ја покривам со земја и се чудам. Кај отиде огнот неиза? Како остина толку? Ја закопувам капинка, а се молам Звездан да причека. Да не умира денеска.
Веќе немам сила. Ја испратив Капинка синко. Велам, си отиде Капинка. Ни се налути нешто. Многу ни се налути и си отиде. Ја викав, ја молев да се врати. Но не се врати. Звездан само си подоцкрива очињата. Ја одлепува устата. Усте мое златно. Мамо, вели. И јас ли ќе умрам, мамо? Не, сине Звездане, не звездо моја, кој ти рече дека ќе умреш. Капинка, вели. Каде е сега Капинка? Надворе, вела. Капинка в градина е. А ќе се врати ли? Прашува Звездан. Ќе се врати, вела. Отиде да ја навади градината. Оти не ме викна и мене. Ме прашува Звездан. Ќе те викне и се штипнувам одзади. Го прегризувам јазикот. Господ да не чуе. Не давај ме! Да умра, мајко! Но вели Звездан. Не давај ме, мајче! Однеси ме некаде! Вели. Скри ме, мајчеренце! Вели. Се молим! Што ви е на прва класа? Што сте се расплакали како половини дождови? Да ви е класа, првата ви класа. Па вознемирувате невини луѓе од втората класа. Како да е крај на светот. Не 21 декември. Господи, зашто дојдовте? Ве молам, не убивате и оваа македонка. Таа беше обесправена и збркана. Не ѝ беше дозволено да ужива во лето. Првата класа. Се упичимо. Првата класа. Македонци. Кои летаат на последниот лет. На последниот лет. На последниот лет кон Европа. На печал. Проклет, печал. Каде човекот ја остава својата душа. Каде го остава својот живот. Каде времето ти одзема македонската крв. И те прави... Ве прави најголеми кукавици. Кои се срамите да кажете кој сте и што сте. Се срамите да кажете дека сте сиромашен народ. Кој го напушта својот топол дом. Само да спичали нешто повеќе. И хелао, македончиња. Не е важно со која класа ќе леташ. Важно е да останеш тоа што си. А вие гледам, нема да стигнете во Европа ни со последниот лет. А знаете зашто? А? Знаете ли не знаете? Па нормално дека не знаете, бидејќи првата класа не лета за Европа. Не ли беби? Така ми рече господинот капетан. Така ми рече господинот капетан. Кога културно ми сфери. А вие сите се смеевте и чудевте! Како е да плавуша падна на финта, нели? Финта како од вицовете, а? Господи, јас немав намера да ве навредам. Јас само сакав да се седнам на своето место. Па зашто тогаш чувствуваш грижа на совест? И си го жртвуваш својот живот за мене? Те учат дека некултурно да се подсунаш на луѓето кои